Добар ден, ученици во училница по предметот математика во четврто оделение. На овој час од областа на мерењето ќе одредуваме маса. Кои се целите на овој час, поврзан со содржината одредување маса? Ученикот треба да умее, да знае да избери, користи стандардни мерни единици и нивните кратенки, килограм и грам, за проценка, мерење и запишување на маса. Да ја разбира вредноста на килограм и грам во ситуација од секојдневниот живот. Што е мерење? Мерење е определување на вредност или величина, колку нештото вреди при мерењето. Можеме да мериме должина, запатнина, маса. Денес ќе научиме како се мери масата. Со што се мери масата, кои се инструментите, односно алатките за мерење маса и кои се мерните единици за мерење маса. Пред тврдите материјали може да се изведе мерење на маса. Уште од најмала возраст, уште кога сме бебиња, се мери нашата телесна маса, еве на ваков вид на вага, каде што го мерат ова бебе и покажува тука колку е неговата маса. Потоа, ова слика ни покажува на друг вид на вага, исто така се мери телесната маса на ова девојче. Што друго може да се мери? На овој вид на вага се мери ова брашно, односно колкава е масата на брашното. На овој вид на вага се мери масата на зеленчукот. Мерни инструменти. Како што спомнав, инструмент или алатка за мерење маса е вага. Вагите во својата историја доживувале многу промени во дизајнот, а и со напредокот на технологијата тие се усовршувале. Ова вага ни покажува, еве ги стапалата, како овој човек застанал и ја мери својата телесна маса. Значи, ова вага покажува маса до 130 килограми. Вага која што мери малку поголема количина на маса. Ова вага, која што порано во минатото се користела со помош на тегови, значи се ставаат теговите во едниот сат и треба да се изравни со нештото кое што се мери од другата страна и на тој начин се определува колку тежи всушност, колку е масата на нештото што го мериме. Овој вид на вага исто така мери помала маса. На ова ченгелче се поставува нештото што го мериме. Овој вид на вага обично се користи во кујните и мерат мала количина на маса. Потоа оваа вага сигурно ја препознавате, сте ја виделе во маркетите, најчесто тие ја користат. Овој вид на вага е многу мала и таа се користи обично во златарите, каде што се мери златото, односно ова е накип, не мора да е злато, било како вид на скапоцен накип, кој што мери многу мала маса, мери во грамови. И ова голема вага на која што се мери голема маса. Вагите мора да се соодветни на масата на предметот што се мери. Помали предмети со мала маса се мерат на ваги кои изведуваат мерење во грамови, додека предмети со поголема маса се изведуваат на поголеми ваги кои што мерат во килограми, па дури имаме и ваги овде нема на сликата, меѓутоа дури и мерат во тон. Оваа слика ни покажува како овие дечиња во својата училница изведувале мерење на различни видови на ваги. Овие две дечиња застанали ја мерат својата телесна маса, претпоставуваме дека тоа го прават на вага која што мери поголема количина на маса. Овие ваги кои што мерат помала количина на маса и мерат одредени предмети од својата училница. Мерни единици за мерење маса. За да разбереме врската меѓу мерните единици, ќе ги забележиме сите и ќе објасниме нивната вредност. Грамот ќе го ставиме во средина и од десната страна ќе ги наднесеме помалите мерни единици, они кои што влегуваат во него, односно тие што се помали од него. Дециграм, центиграм, милиграм. Од левата страна, оние што се поголеми од него, значи поголемите од грамот, декаграм, хектограм и килограм.
Овие од десната страна се помали и влегуваат во грамот, овие од левата страна се поголеми и се поголеми од грамот и грамот влегува во овие. 10 дециграми 1 грам, 100 центиграми 1 грам и 1000 милиграми 1 грам. Сега обратно, 10 грама за 1 декаграм, 100 грама за 1 хектограм и 1000 грама за 1 килограм. Еве како изгледа тоа, запишано. Основна мерна единица за мерење маса е килограм. И покрај тоа што оваа слика ни помага за да ги разбереме врските помеѓу мерните единици, сепак основна единица за мерење маса е килограм. Поголема мерна единица за мерење маса од килограм е тон. Уште еднаш, оваа врска помеѓу мерните единици, ние во четврто поделение ќе се задржиме на грам и килограм. Да замислиме, што представува грамот? Како може 1000 грама да бидат 1 килограм? Да замислиме вакви 1000 мали квадратчини. Да броиме до 1000. Тоа е многу броење. Сите овие 1000 да замислиме да ги стопиме, да ги претопиме и да направиме 1. 1000 грама или 1 килограм. Што е повеќе? 1000 вакви мали парчиња или едно вакво поголемо? Еднакви се. 1 килограм е еднакво на 1000 грама. Уште една слика да ни биде појасно. 100 грама. Ова вакво едно мало грамче, едно грамче, тука се нанесени како стотки. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 вакви грамчиња. 1 килограм. Овде имаме ваги кои нешто ќе ни покажат. Овде мериме лижавче. Ова лижавче покажува 100 грама. Едно лижавче со маса од 100 грама. Овде имаме 1, 2, 3, 4, 5 лижавчиња и ќе ни покаже 500 грама. Овде запишуваме кај левата вага 100 грама е еднакво на 0,100 килограми. 500 грама или 0,500 килограми. Овде имаме повторно две ваги. Овде ќе ја видиме сличноста. Значи на оваа вага мериме јаболки. Јаболките треба да покажат 1 килограм. Еве запишани се 1 килограм е нивната маса. На оваа вага повторно ги мериме истите јаболка и оваа вага ни покажува 1000 грама. Исто или различно? Секако исто. 1 килограм е еднакво на 1000 грама. Може би ќе сретнете ваква вага, која што е во килограми или во грамови. Меѓутоа, многу е важно да ја разбереме врската. Ако вагата ни е со 1000 грама, тоа знаеме дека е еднакво на 1 килограм. Дедо Димо бил на пазар и купил јаболка. Тој купил 1 килограм јаболки. 1 килограм јаболка е еднакво на 1000 грама. Ајде сега со задачи да започнеме. Давид купил 10 банани. Една банана има маса од 500 грама. Ако 1 килограм банани чини 65 денари, колку платил Давид? 1 килограм 65 денари. Ја поставуваме вагата, ги поставуваме бананите, 10 банани по 500 грама и ќе ни покаже вагата 5000 грама. Еве ги повторно тука, 500 по 10 еднакво на 5000 грама. 5000 грама еднакво на 5 килограма.
Тие 5 килограми да ги помножиме со 65, затоа што знаеме дека за 1 килограм имаме 65, да провериме колку ни е за 5. Тоа се 325. Одговор: Давид купил 5 килограми банани или 5000 грама и за нив платил 325 денари. Втора задача: едно пакување шеќер има маса од 2,1 кг. Ако потрошиш 200 грама од шеќерот, колку ќе ти остане? Решение: 2,1 кг, запишуваме омега од задачата, мора да го претвориме во грамови, затоа што вака ќе не збуни. Во задачата имаме килограм како мерна единица и грамови како мерна единица. Ние ќе се обидиме да си ја решиме задачата во грамови. 2,1 кг еднакво на 2100 грама. 2100 грама минус овие 200 грама еднакво на 1900 грама. Одговор: ако се потрошат 200 грама, од 2100 грама ќе останат 1900 грама. Задача 3. Куќето на Софи има 2500 грама, а куќето на Мило има 3,5 кг. Кој куќе има поголема маса и за колку? Решение: 2500 грама, куќето на Софи, 3,5 кг, куќето на Мило, го претвараме во грамови, 3500 грама. 3500 грама, куќето на Мила, минус 2500 грама, куќето на Софи, еднакво на 1000 грама. Односно, тоа е 1 кг. Одговор: куќето на Мило има поголема маса за 1000 грама, односно 1 кг. Сега да се обидеме да претвориме. 1200 грама, тоа е 1,200 кг. Секогаш кога грамот се претвара во килограм, тогаш патуваме со запирката на левата страна. Ја замислуваме запирката последна, иако во бројот е цел број и не постои. И патуваме онолку нули колку што се разлика 1000 грама во 1 килограм, а тоа се 3 нули. Или вака: 1, 2, 3. Тука ни доаѓа запирката 1,200 кг. 9,9 кг. Сега килограм треба да претвориме во грам. Сега запирката веќе постои, ќе ја движиме на десната страна. Кога поголемата мерна единица сака да премине во помала, односно во грам, ја движиме на десната страна. 3 нули, 1 и уште 2 што треба да додадеме, 9900 грама. И 12,9 кг, 12900 грама. 1290 грама, 1,290 кг. Како? Од грам во килограм се движиме лево. 1, 2, 3. Тука ни е запирката. Сега од грам во килограм треба да се движиме од запирката десно. Што ќе добиеме? 1, 2, 3. Уште една нула треба да додадеме. Не може така. Не може да се движиме десно, затоа што грамот е помал, а килограмот е поголем, значи овој резултат е точен. 0,0290 килограми, како што кажа, грамот бидејќи е помал, кога сака да премине во килограм, од запирката се движиме лево. 1, 2, 3. И ги добиваме овие двете нули, односно 0,0290 килограми. Килограм во грам. Сега, килограмот како поголема мерна единица во грам се движиме на десно. 1, 2 и 3, уште едната нула, 1900 грама. Килограм во грам, повторно се движиме на десно, 1, 2, 3, и додаваме двете нули, го добиваме бројот 25500. Сега грам во килограм, значи од запирката
која што ние замислуваме, тука не постои запирка, оваа точка само ни помага за точно запишување на бројот, за да се определат класите, инаку бројот е број 25.000 грама, запирката е последна, ја замислуваме и се движиме на лево. 1, 2, 3, новата запирка тука не доаѓа, чисти 25 цели ги имаме, односно 25 килограма. Домашна задача, обидете се да ги решите овие задачи. Сара купила 5 кг цреши, на патот кон дома изела 250 грама од нив. Колку грама цреши имала Сара кога стигнала дома? Внимавајте дека различни мерни единици се представени, вие обидете се да ги претворите во една иста, за да можете полесно и успешно да ја решите задачата. Задача 2, масата на една чоколадо е 300 грама, колкава е масата на 30 такви чоколади. Пресмете во грамови и килограми. И задача 3, да претвориш грамови во килограми и килограми во грамови. Сопрете го видеото, препишете ги задачите и обидете се да ги решите. Секако можете да решавате вакви задачи кои што ги пронајдете вашите работни тетрадки или во збирките задачи за четврто оделение. Ви благодарам на вниманието.